Може. Серијалот на ТВ екипа посветен на светското фудбалско првенство кое во полн ек во Русија го продолжуваме со нашиот познат фудбалски стратег и стручњак Зоран Стратев. Добар ден и добре дојдовте. Драго ми е што ја прифативте нашата покана. Предпоставувам дека интензивно го следите светското првенство. Веќе е одигран еден дел од надпреварите и известно е дека ќе кажете дека Аргентина е она што најмногу разочара или шокира или изненади, или можеби не се согласувате дека тоа е главниот впечаток по оваа фаза од шампионатот? Па добро, фактите и резултатите зборуваат дека Аргентина моментално е најголемото разочарување. Меѓутоа мислам дека и дел од другите репрезентации кои пред првенството се рачунаа како фаворити не одиграа на посакувано ниво. Пред се тука мислам на Германија, Бразил, секако дека Аргентина и резултатски и според играта која прикажа досега не заслужува да иде во нокаут фазата. Спротивно од тоа, дел од репрезентациите кои условно кажано не беа први фаворити, туку од втор план одиграа доста квалитетно. Домаќинот Русија можеби дека има и полесна група, меѓутоа игра дома, одигра одлични два надпревари. Меѓутоа впечатокот мој, верувам дека и на сите љубители на фудбалот е дека Хрватска досега покажа највеќе. Можеби првиот надпревар не го одигра на маестрален начин, меѓутоа вчера покажа дека може да биде една од репрезентациите кои ќе се борат за медал. Што се случува според вас на Аргентина? Тоа е оно што е во фокусот на светското внимание со оглед дека Меси е таму, дека тој е еден од најголемите имиња на светскиот фудбал, не само во моментот, воопшто во историјата на оваа игра. Проблемот ли е во преголемата разлика на Меси и останатите фудбалери, не вклопувањето, несмотливоста на селекторот? Каде ги гледате проблемите? Па има од сето тоа што кажавте вие, помалку. Едноставно, сите селектори кои анализираат репрезентацијата на Аргентина знаат дека најголемата опасност доаѓа од Меси. На двата надпревари кои ги играше Аргентина и против првиот надпревар против Исланд и на овој надпревар против Хрватска, Меси не дојде до израз затоа што противничките репрезентации едноставно секогаш го дуплираа, не му даваа да игра. Играта на селекторот Санпаоли најверојатно е фокусирана према Меси, иако аргентинската репрезентација има доста квалитетни фудбалери. Меѓутоа морам да кажам дека и селекторот Санпаоли не се снајде најдобро, дури прочитав дека и самиот не е задоволен, не се фокусирал доволно на противниците, не ги анализирал онака како што треба да направи еден селектор. И најверојатно поради тоа се случија и овие резултати и катастрофално лошата игра на аргентинската репрезентација. Малку чудно е за мене да фудбалери како Дибала, како Игуаин не бидат во фокусот на играта на Аргентина или едноставно во стартниот состав и да биде сето тоа подредено на една колективна игра и тогаш до израз да дојдат индивидуалните квалитети на Меси. Вака од ова што го покажа досега, хрватската репрезентација не им даде едноставно да играат фудбал, иако аргентинските фудбалери знаат да играат фудбал. Секако дека голема заслуга има и селекторот на хрватската репрезентација, Далич, затоа што до максимум ја анализирал репрезентацијата на Аргентина, потоа дисциплината на сите хрватски фудбалери можеше да се види како Манџукиќ се враќа дури до 16-тникот на својот гол, и секако дека тоа придонесе да резултатот биде онаков каков што беше вчера. Да направиме една споредба. Репрезентациите на Аргентина и репрезентациите на Португалија се во своевидно слична ситуација со оглед на големината на звездите, на една од звездите која се наоѓа во нивниот состав. Како успеа Португалија многу поуспешно да се справи со големината на Роналдо и тоа се да го вклопи за да добие успешен резултат? За разлика од Аргентина. Така, па ние знаеме дека Португалија не беше фаворит за Европското првенство, а го освои Европското првенство. Покрај Роналдо има и голем број на квалитетни фудбалери. Играта е подредена на колективот, индивидуалните квалитети Роналдо знае да ги искористи едноставно. Морам да кажам дека според моје мислење Роналдо е многу помотивиран на овие надпревари кога игра за репрезентацијата.
може да се види како е он луд кога нема да му помине некој потек или за разлика од Меси кој според мене моментално индиферентен и едноставно не покажува енергија, не покажува мотив како да има некој незадоволство кај него или кај дел од репрезентативците на Аргентина и секако дека тоа е клучниот момент зашто Португалија со Роналдо успева, а Аргентина со Меси едноставно се мачи и прашање е дали ќе отиде во нокаут фазата. Што очекувате, како очекувате да се развива овој шампионат? Видовме пехови на дел од фаворитите, го видовме практично дебаклот на Аргентина која секако беше во редот на претендентите за висок пласман. Очекувате ли дека ќе се кренат оние репрезентации на кои не им одеше добро во првото коло, затоа што ги споменавме, ја видовме и Германија, па го видовме и Бразил, па Англија не е во редот на фаворитите, меѓутоа се провлече некако во првото коло. Како очекувате натаму да се развива? Па добро, секако дека репрезентациите на Германија и на Бразил може да се кренат. Јас сум сигурен дека Бразил голема е веројатноста, не може никој да биде сигурен едноставно. Голема е веројатноста Бразил да помине и да иде во нокаут фазата. Германија според мене нема доволно квалитетни фудбалери како на минатото светско првенство. Има промена на генерациите, изоставени се неколку фудбалери, не знам од кои причини, едноставно фудбалерот Лерој Сане, да не биде во репрезентацијата, еден од најдобрите напаѓачи во Европа. Секако дека своји калкулации има и селекторот Јоаким Лев, меѓутоа мислам дека Германија и Бразил ќе се пласираат за нокаут фазата и секако во нокаут Франција е пласирана веќе, иако не покаже кој знае каква игра, меѓутоа има доста квалитетни фудбалери и според мене првенството ќе се одвива на оној начин каде што најдобрите ќе си стигнат онаму каде што треба да бидат. Секако дека Хрватска можеби за многумина е пријатно изненадување, за мене не е, затоа што тоа е репрезентација која во еден подолг период игра заедно. Во таа репрезентација играат носителите на играта во клубовите каде што играат. Мора да се каже, без разлика што Роналдо досега има постигнато 4 гола, дека според мене Лука Модрич е првиот фудбалер за овие две кола и се надевам дека ќе продолжи така. Имате ли личен фаворит на овој шампионат? Имате ли репрезентација која ви остава според составот најсилен впечаток и би сакале да ја предводите? Кога би имал можност, секако дека би сакал да предводам репрезентација како Хрватска. Можеби и Белгија, која има одлични фудбалери, игра многу дисциплинирано и секако дека според мене тие репрезентации, вклучувајќи го тука и Бразил, меѓутоа јас преферирам дисциплина во играта и едноставно тоа го покажуваат сега за сега најдобро хрватските фудбалери, хрватската репрезентација под палката на селекторот Далич. И можеби најблиску до моето сваќање на фудбалот е хрватската репрезентација, што не значи дека треба да биде, односно би можела да биде светски првак, затоа што нокаут надпреварите се од друг карактер и секако дека не е исто како во групата.